Трошоците за живот во Европа продолжуваат да растат, а многу домакинства внимателно го планираат секој трошок. Еден од најкорисните показатели за стандардот е средниот еквивалентен нето приход, кој го мери типичниот приход по лице приспособен за големината на домакинството. Вистина е дека податоците за 2024 година покажуваат огромни разлики меѓу земјите. Во 34 европски држави, овој приход се движи од само 3075 евра во Албанија до дури 50.799 евра во Луксембург, во рамки на Европската унија. Најнизок медијален приход има Бугарија со 7811 евра, додека просекот на унијата е 21.582 евра. Вистина е дека највисоките приходи ги бележат Швајцарија, Норвешка, Данска, Австрија, Ирска, Холандија и Белгија, со износи меѓу 30.000 и 35.000 евра. Франција, Германија, Финска и Шведска исто така стојат подобро од европскиот просек, додека голем број земји од Балканот заостануваат. Нашата земја е меѓу најслабите со медијален еквивалентен приход од 3910 евра, веднаш над Албанија, а блиску се и Турција и Црна Гора. Вистина е дека овие разлики јасно го покажуваат економскиот јаз меѓу Европа на исток и запад. Експертите објаснуваат дека продуктивноста и структурата на економијата се клучни за овие разлики. Земјите со развиени сектори како финансии, информатичките технологии и напредно производство можат да понудат повисоки плати, додека економиите што се потпираат на земјоделство или едноставни услуги остануваат со пониски приходи. Вистина е дека дури и кога приходите се приспособени според куповната моќ, разликите остануваат значителни.